Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Мудрост Сирахова 38 глава. Лекарот и болеста. Почитувај лекар со чест што ја стекнал од неговата служба, зашто Господ го создал. Лекувањето од Севишниот доаѓа како дар што се добива од цар. Знаењето лекарот го прославува и меѓу големци ќе биде на чест. Господ од земјата создала лекарства, човек разуме не ги отфрла. Нели преку дрво стана водата сладка за да се види неговата сила? Затоа на луѓето им дал знаење, за да го прослават во неговите чудесни дела. Со нив тој човекот го лекува и болестите негови ги отклонува. Оној што готви лекови, од нив прави смеса, на делата негови нема крај, а преку нив добро станува по лицето на целата земја. Синко, во болеста твоја не биди немарен. Моли му се на Господа, тој ќе те излекува. Остави го грешниот живот, крени ги рацете и очисти го срцето од секаков грев. Принеси жртва добромирисна и спомени, жртва од првокласно брашно, а врз неа прелив од масло според можностите твои. А и на лекарот, дај му место. И него Господ го создал. Од тебе не оддалечувај го, зашто и тој ти е потребен. Понекогаш во рацете на лекарите има спас, и тие на Бога му се молат, за да им помогне на болниот олеснување да му дадат и исцелување за продолжување на животот. Оној кој греши пред Господа, нека падне во рацете на лекарот. Однесување во случај на жалост. Синко, солзи пролее над умрен и како да си во голема несреќа. Почни да плачеш. Пристојно облечи му го телото и не однесувај се небрежно кон погребението негово. Горчиво плачи со чувство, ридај и според достоинството негово продолжи да жалиш по него, ден или два, за да избегнеш остудата, а потоа утеши се од жалоста. Зашто од тагата настанува смрт, искрено жалење ги истоштува силите. Со злото оди и жалоста, и животот на сиромавиот е тежок за срцето. Срцето твое не предавај го на жалоста и отстранувај од себе си, мислејки на крајот. И не заборавај, враќање нема, не му користиш, а на себе штета си правиш. Спомни си на мојата пресуда, зашто таа иста и над тебе. Вчера мене, а денес тебе. Со упокојување на мртвиот и споменот негов упокој го. Утеши се откако ќе излезе душата негова. Лошата страна на физичката работа. Во слободно време мудрост на книжник се добива. Кој има слободно време, мудрост придобива. Како може мудар да стане оној што со рало работи и со бич се фали, кој волови тера и е зафатен со работа околу нив, а најчесто разговор само со јунци води. Срцето му е зафатено со тоа бразди да прави, а грижата негова е на телињата крма да им даде. Така и со зидарите и дрводелците, кои што работат ден и ноќ. Така и со оние што резба прават и постојано се трудат околу измислување на нови шари. Со сите сили се трудат сликата нивна да личи на она што го прават и се грижат за да го совршат своето дело. Така и со ковачот, кој стои покрај наковалната и размислува за своето дело од железо. Димот од огнот телото му го истоштува, а тој се бори со горештината од огнот. Звукот од чеканот ушите негови ги заглушува, а очите му се вперени на образецот пред него. Со срце се стреми кон крајот на телото,
грижата му е да го оформи до совршенство. Тоа и грнчарот го прави. Седи кај работата и со нозете тркалото го врти. Опфатен со грижа за делото свое, сите негови движења однапред се смислени. Со раката своја на глината облики дава, а со нозете ја гмечи, нека да биде. Со срцето копне садови добри да направи и се грижи да ја очисти печката. Сите на рацете своји се надеваат, секој кој усовршува својата работа. Без нив град не се изградува, ни жители се населуваат да живеат во него. На собир во собранија нив не ги канат, на судски места не седат, не расправаат за судски дела, не бранат и пресуди не донесуваат. Ги нема ни меѓу творците на мудри мисли, но тие го одржуваат животот на светот, молитвата им е насочена кон успехот на нивното уметничко дело. Мудрост Сиракова, 39 глава. Само оној што душата своја ја посветил на размислување за законот на Севишниот, тој ја бара древната мудрост и се занимава со пророштва. Тој ги помни зборовите на славните луѓе и проникнува во смислата на нивните мисли. Тој го проучува сокриеното значење на зборовите и се бави со тајните на загатките. Меѓу големци ќе служи, со владетели ќе се среќава, ќе патува по земјите на други народи, зашто искусил и добро и зло меѓу луѓето. Уште взори, срцето свој кон Господа го издигнува, кој го создал, се моли пред Севишниот, ја отвора устата своја на молитва и моли милост за своите гребови. Ако е тоа волја Божја, кој исполнува со дух на разум, зборови на мудрост тој исипува и со молитвата своја го прославува Господа. Добро ќе го управи умот свој и волјата и ќе размислува за тајните на Господа. Ќе изложува мудроста на своето учење и ќе се фали со законот на Божиот завет. Многумина ќе го прославуваат неговото знаење и никогаш нема заборавен да биде. Споменот за него нема да изгасне, името негово вечно ќе живее. Народите мудроста негова ќе слават и заедницата ќе го фали. Додека жив, од илјадници луѓе прославен ќе биде, а и кога ќе почине, пак славен ќе биде. Откако размислив, пак ќе ви зборувам, бидејќи сум исполнет со мисла како полна месечина. Слушајте, побожни деца, и растете како ружа што расте покрај буен поток. Како темјан пријатна миризба давајте, цутете како кринови, пријатна миризба ширете и песни пејте. Благословувајте го Господа во сите негови дела, името негово славете го, огласувајте ја похвалата негова. Со песни, харфи, прославувајте го и велете: колку се величествени делата на Господа, секоја негова повелба навреме ќе се исполни. Не треба да прашуваме што е она и зошто е вака. Во свое време се ќе се открие. По неговиот збор водата како купиште стана, по заповед на устата негова водата се смести. Во заповедите негови волјата е негова, никој не може нивната спасителност да ја намали. Пред него се делата на сите. Не можеме да се сокриеме од неговите очи. Тој гледа низ целата вечност. Ништо не е необично пред неговите очи. Не треба да прашуваме што е ова и зошто е вака. Се што е создадено своја цел има. Неговиот благослов се прелива како река, како поплава земјата ја напојува. И гневот негов народите го чувствуваат, како некогаш водите во сол што ги претвори. Патиштата негови прави се за праведниците, а непроодни се за грешниците. Од почетокот, доброто за добрите е создадено, а злото за лошите. Основните потреби за животот на човекот се водата, огнот, железото и солта, пченичното брашно, медот, млекото, виното, маслото и облеката. Сето ова ми служи за добро на добрите, а за грешниците во зло може да се претвори.
Има ветрови за казна определени, создадени се како бичеви на неговиот гнев. Кога тие се во устрем, силата негова ја пројавуваат, го смируваат гневот на Создателот свој. Огнот и градот, гладот и смртта за казна се создадени. Забите на зверовите, скорпиите, змиите и мечот кој одмаздува за пропаст на безбожниците. На неговата заповед ќе се зарадуваат, подготвени ќе бидат на земјата и кога ќе бидат потребни, ќе ја слушаат неговата заповед. Зато од самиот почеток одлучив, размислив и во книга запишав. Прекрасни се сите дела Господови, тој навреме ни дава се што ни е потребно. Не треба да се рече, ова е полошо од она, зашто се во свое време ќе биде признато за добро. А сега, со полно срце и полна уста, запејте и благословувајте го името на Господа. Мудрост Сирахова 40 глава. Многу неволји имаат луѓето. Тежок е товарот на синовите Адамови. Од денот кога ќе излезат од утробата на мајката до денот кога ќе се вратат при мајката на сите. Чекањето на смртта и на незиниот ден предизвикува во нив размислување и страв во срцето. Почнувајќи од оној што седи на престол славен до оној што седи во прав и пепел. Од оние што носат круна и порфир до оние што се облечени во партали. Секој има гнев и завист, неволја и немир, страв од смртта, омраза и расправи, ноќниот сон, умот му го поматува. Малку спокојство или сосем нема мир, и дење и ноќе тој како на стража. Бидејќи збунет од своите срдечни мисли, тој е како бегалец од бојното поле. Во страв се буди и кога опасност нема се чуди на својот страв без причина. Ова станува во секое суштество, од човек до добиток, но кај грешниците 7 пати повеќе. Смрт и убиство, караници, меч, неволја и глад, пропаст и удари. Сето ова е создадено за грешниците и потопот беше за нив. Се што е од земја, во земја се враќа, а се што е од вода, во море оди. Подкупот и неправдата гинат, а верноста ќе трае до века. Имотот на грешниците ќе пресуши како поток, ќе прегрми како силна грмотевица при пороен дожд. Кој штедро дава, тој се радува, престапниците конечно ќе загинат. Потомците на безбожните нема да пуштат фиданки, зашто нечистите корења се врз стрмна карпа. Трска што расте кај брегот на секоја вода, се коси пред секоја друга трева. Добротворството е полно, со благослов, а милостината довека живее. Животот на задоволниот со својата работа и на работникот сладок е, но посладок е од оној на обајцата што нашол богатство. Децата и градењето на нов град името го овенчуваат. Но честната жена стои повисоко и од едното и од другото. Виното и музиката го веселат срцето, но подобро и од едното и од другото е љубовта кон мудроста. Кавалот и гуслето, песната ја сладат, но подобар е од нив пријатниот јазик. Очите копнеат по пријатност и убавина, а уште повеќе по зелените полиња. Пријател е и другар. Пријател и другар се среќаваат од време на време, а мажот и жената секогаш се заедно. Браќата и пријателите помагаат во неволја, но милостината и од едните и од другите подобро помага. Златото и среброто од цврст го прават чекорот, но добриот совет и од нив подобро го зацврстува. Богатството и силата го издигнува срцето, но повисоко го издигнува стравот од Господа. Во страхопочита кон Господа недостиг нема. Кога него го имаме, друга помош не треба да бараме. Страхопочита кон Господа е како благословен рај, таму е заштита поголема од секаква слава. Синко мој,
не живее од просење. Подобро е да умреш, отколку да молиш за милостина. Тој што на туѓа трпеза гледа, неговиот живот не е живот. Со туѓи јадења својата душа ја понижува. Разумниот и воспитаниот ќе го одбегнува тоа. Во устата на безсрамниот питачката е сладка, но во утробата гори како оган. Елиезер,